Виница важи за една од најчистите градови во земјава. Оваа општина е една од првите која започна со примерна селекција на отпадот. Ние склучивме договор со фирмата Екопак Хит од Кочани за собирање или селекција на ПЕТ амбалажата и на отпадната хартија. Тие од нивна страна имаа врска, што се заврши, се разбира, ни дадоа неколку контейнери и за хартија и за пластика, кои ги поставивме ние на неколку локации во градот Виница. Пред се во поголемите маркети ставивме контейнери за хартија, додека за пластика се уште ние во почетна фаза имаме само 3-4 контейнери поставено, пред се во стамените згради на улица Страшо Пинџур, и со тоа значително се намалува количината на отпад кој што завршува на градската депонија. За таа сметка што ни дадоа контейнери во согласно договорот, ние еднаш неделно во секој четврток ќе собираме хартијата од контейнерите и ја носиме во Кочани, ја предаваме. Додека исто така во институциите ни дадоа оние картонските кутии, во сите институции имаме поставено такви кутии, каде што се фрла хартијата и таа ја собираме и секој се носи во Кочани. Инаку би сакал да напомнам дека направивме еден потек кој што секако не сме први во Македонија, меѓутоа значително ги намали количините на отпад во депонијата. Екопак Хит фирмата од Кочани склучи договор со неколку неформални, да кажам, собирачи на отпад од ромската популација, кои што ние ги пуштаме на нашата депонија. Тие ја собираат пред се отпадната пластика, значи ПЕТ амбалажата, ја собираат и еднаш неделно или два пати во зависност од потребите, го пуштаме нашиот камион, оди на депонијата, се товар тој и се носи во Кочани. Така да пластиката која што завршува на депонијата е значително редуцирана. Многу ретко е сега да видиме на појава на депонијата да имаме огромни количини пластични шишиња. Инаку општината се приклучува и во проектот за регионална депонија во источнопланскиот регион, како што е предвидено согласно временскиот период до 2020 година, се предвидува веќе да биде изградена оваа регионална депонија, додека пак локалните депонии кои се низ општините да бидат затворени и градовите да останат почисти. Примарната селекција на отпад во Виница ја поздравуваат и граѓаните кои истовремено се и вклучени во истата. Ако во минатото можеше да се случи појава по улиците да имаме отпадоци различни од хартија или пластика, сега е многу ретко тоа да се случи. Значи имаме обично од прашина, лисија, такви работи може да се случи, што нашите метачи го метат тој отпад, а додека таа појава кој што беше во минатото со шишиња, со хартија по улиците веќе е надмината. Значи, како што кажав, свеста на граѓаните е подигната на едно повисоко ниво. Тие сакаат да живеат во почиста средина. А во рамки на јавното предпријатие ИСАР од Штип пред неколку месеци се отвори центар за селекција на пакување пластика.